Добро утро, Мики. Добро утро, Мики. Добро утро, добро утро. Сонцето Поздрав. денеска е над Скопје. Многу ми е жал. Не, може би исто сме. Зашто немаше многу сонце. До сега денес. имавме сонце, до сега во овој момент од како се приклучивме го снема сонце. Нема Како си, сонце. Мики? Одлично, одлично, убаво утро, убаво време имаме во Охрид, иструга температура од 19 степени. Така да и покрај вака променливото време и како што велиш облачно во време во Охрид, сепак е топло и навистина е пријатно, не е толку многу жешко како изминативе денови и е навистина пријатно. Утро се надевам дека ќе биде така и целиот овој ден. Прекрасно. Мики, темата на денот, сакаме да го дискутираме заедно со тебе. Станува збор за еден проблем што ни е заеднички на сите. Сите ќе се пренаоѓаме во самиот проблем. Станува збор за работи што ги собираме дома, Мики. Имаме некој шпајз, што имаме работи 20 години и секогаш викаме дека можно ќе ми треба некој ден. А тие работи можно е 20 години. Само ги чуваме. Ево, например, Дритро има кабли, што веќе не постојат таков систем. Не, јас имам 15 кутии телефонски, што нема телефон внатре, ама уште си ги чувам. И имам голем конфликт дома. За спомен. Да. Па не знам зашто ги чувам, мислам дека ќе ми се И што е најчудното нешто, Мики, што ти го чуваш дома долги години? Ајде, Јас кажа. мислам дека чуваме многу облека. Да. Облека и која што воопшто не ја ни користиме, која што себе јас сум пример да речеме облека која што со години не сум ја употребил, но стои. И некако не сум ни размислил да ја фрлам, а можеби веќе е дојдено времето за тоа. Еве, Чекај, како Мики. што велите и самите. Мики, прво пробај диета, па можеби ќе ти се допаѓа тоа облика. Не се знае. Добро, знаете како секогаш кога купуваме нови работи, секогаш повеќе сакаме тоа да го носиме, некако оние постариве кои што се купени пред повеќе време, некако како да ги забораваме, како да ги оставаме настрана и можеби и тоа е причината, затоа стојат, инаку. Јас лично секој 6 месеци подарувам облека на моите најблиски, тоа што сакат да го задржат, тоа што не сакат ќе најдам друг човек, но најважното едно од најубавите совети што сум го слушнала последните 5 години е дека ако купуваш нешто ново, Мики, нешто старо треба да фрлиш истиот ден. Или да подаруваш секако. Думата немајче блентаре, не блуче блентаре, та нејтен момент е ларгоњите вјетар. Дуат што? По што ми да функционира, па. Чема стакеш на вој Интересно ова, Мики. Да кажам. Пример да речеме во Ресен има еден интересен проект кој што го спроведуваат јавното комунално претпријатие Пролетер, акција за селекција на текстилен отпад. Значи, се поставени се низ градот десетина контейнери за селекција на текстилен отпад. Значи, она што не се користи дома, што е веќе старо, што не се употребува, граѓаните може да го остават во тие контейнери специјални со плава боја се и специјализирана компанија која што е избрана, понатаму го собира тој текстилен отпад, го рециклира, го фрла, го одлага на соодветни локации, додека постои опција дел од оној отпад, дел од оној текстила кој е, како што рековме, добар за употреба, здрав, чист, во кесињата каде што се спакува да стои да биде едноставно напишано на еден лист хартија за реупотреба. И понатаму тој текстил оди кај социјално загрозени фамилии. Еве една убава идеја како на некој начин да се справиме со текстил, кој што морам да кажам дека е голем загадувач и може, иако ние не сме свесни за тоа, но ако се фрла на несоодветни места, несоодветни локации, тоа како може да предизвика штетно влијание за животнова средина. Да, тоа јас не знам во Скопје како стојат работите со селекција на текстилот, ама би било идеално да има на сите градови. Да. Тоа не е нешто, некоја инвестиција. Па мислам дека
Мислам дека тој законска обврска сега на локалниве самоуправи на општиниве да почнат да селектираат од текстилен отпад. Јас имам видено во Германија многу одамна, зборувам пред можеби 10 години, дека имаше такви места каде што можеше и ти сам да одиш и да одбереш ако нешто ти се свиѓа. Значи луѓето поминуваат, се остават облека, облеката се става чиста, не е така уништена до, да кажеме, што не може воопшто да се носи. И се донираше во на еден момент и можеше слободно да одиш да бираш чевли, имаше многу работи, халини, кошули. Тоа е убава работа за сите тие или да се донират или например да има соодветни места за донација. Добро, Мики, нешто ново што знаеме дека на многу луѓе, на многу семејства кои што едва и врзуваат крај со крај, дека и тоа како ќе им бидат добре дојдени ваквите облеки, ваквата облека која што некој нема да ја носи, се откажува од неа и така. И како се враќа стилот винтидж, мислам дека сите кодиме ке бараме работи. Почити се фото интересантно, да си ги чуваме. Да. Мики, што очекуваме нешто интересно? Па јас сега морам да кажем една информација која што вчера ја објавија Министерството за транспорт и врски и тоа е во пресред сега на туристичкава сезона, значи сите оние кои што ќе дојдат во Охрид и Струга летово, но и граѓани Вестружани и Охриѓани во насока на зголемување на безбедноста на капачите и учесниците во пловењето низ езерата во Македонија и заштита на човековите животи, донесена е одлука за ограничување на пловидбата со пловни објекти на Охридското езеро, но и на Преспанското и Дојранското езеро. И сега ова е многу важен момент. Пловидбата на скутери во период од 1 јули до 31 август е забранета од 11 до 19 часот. Значи нема возење со скутери во овој период од 11 до 19 часот од 1 јули до 31 август. Додека со чамци почнува забраната од 3 јуни до 31 август, но во периодот од 21 часот навечер до 5 часот наутро, додека од 1 септември до 30 септември во време трајање од 20 до 6 часот наутро, и вела дека ова одлука се носи со цел намалување на ризикот од несреќи, спречување на загрозување на безбедноста на капачите. Најавени се и ригорозни контроли, редовни инспекцијски контроли низ трите наши езера. Знаеме дека најголем дел од пловните објекти се наоѓаат токму во Охридското езеро. Овие мерки важеа и минативе години, минативе лета, но многу често бевме сведоци како несовесни управувачи со скутери и глисери не ги почитуваа овие времени забрани и буквално се случуваше да едноставно лудуваат со нив непосредно до самиот брег на езерото, каде што многу често има и капачи, има и деца со родители. Така да наистина е многу важно да се почитува оваа забрана и оваа мерка, за да не се случи, не дај Боже, некој инцидент, некој немил настан. Сигурно. Се надеваме дека ќе се почитуваат правилата. Правилата се за нашата безбедност, но и за безбедноста на самото езеро. Мики, доколку немаме нешто друго само уште една информација, Струга беше домаќин деновиве на државните надпревари во одбојка за ученици во машка конкуренција во основните училишта, и на овој надпревар учествуваа ученици од повеќе градови од државата по одиграните надпревари. Јас само сакам да споменам кој ги освои првите 4 места. Првото место за основното училиште Сандо Масев од Струмица, голем успех на Стружани. Второ место за основното училиште Браќа Миладиновци од Струга, трето место за Браќа Миладиновци од Скопје и четврто место за основното училиште Браќа Миладиновци
од Пробиштип, еден убав настан, еден убав натпревар, каде што на едно место ги собра учениците од основните училишта, кои што одбојката им е спорт, кои што го тренираат и со кои што се надпреваруваат. Убави се ваквите активности, младиве да бидат собрани на едно место и да спортуваат. Многу убави настани за младите, но имам ова, зашто сите браќа Миладиновци, секаде кај да се свртиш, Да, и мене ми тоа подна во очи, да. Се збунеа овие навивачите за кои браќа ги бидеме. Се надевам дека ќе се множат успесите на самите деца и да имат колку повеќе вакви евенти каде што може да учествуваат. Само барем имиња да се разликуваат, за да знаеме за кои браќа ќе навиваме. Па ни требаат нови идеи. Мики, фала ти многу за Мики, ти енергијата, благодарам за сите многу. информации, те посакувам убав ден, сонцето ќе го задржиме уште малце. Па нема да ви фали цело лето. Па не, ќе го имаме цело лето, ќе го Да. имаме. Ќе го имаме, да. Фала, Мики. Мики, благодарам убав многу. ден. Поздрав и во Поздрав. ден. Виж, Дашура. Поздрав.